Денникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, следуваат содржините кои што го одбележа овој саботен ден. Американското економско списание Forbes објави репортажа во која се оценува дека и покрај политичката криза Македонија напредува со реформите. Стрелките на часовникот од ноќеска во 3 часот на полнок ќе се вратат за 1 час наназад, што значи од утре започнува зимското сметање на времето. Поради технички причини одложена е велосипедската трка наречена Исар Челендж 2016 Урбан Спуст, која предвидено беше да започне од тврдината Исар од крстот, а да заврши во центарот на градот Штип. И покрај политичката криза, Македонија напредува со реформите. Ова е оценката наведена во репортажата на реномираното американско економско списание Forbes. Македонија успеала да привлече капитални инвеститори, а капиталот оди таму каде што може наефикасно да се употреби, заклучува Forbes во репортажата објавена ден пред да излезе и најновиот Doing Business извештај на Светската банка, во кој Македонија успеа дополнително да го подобри својот рейтинг и да влезе меѓу 10 најповолни дестинации во светот. Американското економско списание Forbes по интервјуто со председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски објави репортажа како што се вели прагматичниот и силен прозападен водач на партијата, која го поддржува бизнисот, во која се најавува дека ВМРО-ДПМН ќе победи на претстојните избори во декември. Според Forbes, овој изборен резултат ќе значи дека уште една балканска држава ја потврдила својата прозападна насока по исходот на изборите во Црна Гора. Списанието оценува дека Македонија успеала да привлече капитални инвеститори, ги наведува и бројните инвестиции во индустријскиот сектор, вклучително и од американските производители на автомобилски делови, и сето тоа го припишува на поволната бизнис клима. Во репортажата се оценува дека политичката криза која отпочна во 2015 година била слична на повеќе други политички пореметувања, како настаните во Бразил и Украина, кои им нанесоа огромна економска штета на државите во кои се случија, доведоа до губење на илјадници работни места и уништија политички кариери. Како главен критериум за привлекување на инвестиции, Forbes ја наведува ниската и рамна даночна стапка, која со вообичаените даночни олеснувања се сведува на 7,4%, но има и други поволности. Извештајот Doing Business за 2016 година ја пласираше Македонија пред сите БРИКС држави, како и пред Италија, Франција, Германија и сите балтички држави и на второ место зад Нов Зеланд во леснотијата да се започне бизнис. Земјата претходно беше пласирана на 94-тото место. Капиталот оди таму каде што може најефикасно да се употреби, заклучува Forbes во репортажата објавена пред ден да излезе и најновиот Doing Business извештај на Светската банка, во кој Македонија успеа дополнително да го подобри својот рейтинг и да влезе меѓу 10 најповолни дестинации во светот. Потенцијалот за развој понатаму ќе биде повисок во споредба со другите држави во Европа. Минути за политика. Неприсуството на советниците на Социјалдемократскиот сојуз на седниците на општина Штип. Причина за денешниот прес за работењето на советот и аномалиите со кои се соочува. Неприсуството на советниците на Социјалдемократскиот сојуз на седниците на општината, кои не се запознаваат со материјалот за седници на советот, води до аномалии во работењето на советот на општината и неефикасност во функционирање на истиот. Ова го потенцираше председателот на советот Владко Миташев, кој денес ја информираше јавноста. И затоа прашувам, дали затоа советниците на Социјалдемократскиот сојуз не одат на тие седници? Така ли ги застапуваат интересите на граѓаните? Од друга страна, немаат против земање на паушалот кој се исплаќа за редовност на седници, меѓутоа и за редовност на седниците на комисиите. Ваквата состојба трае долго. Нивниот координатор на советничката група се нема појавено на седница на комисија за мандати и именувања, каде вообичаено покрај дневниот ред се утврдува и координацијата за седница на совет. И истото се случува од страна на советниците на СДСМ во сите останати комисии. 3,5 години до советот, оваа советничка група нема доставено ниту една писмена иницијатива која се однесува на било која тема, па и на тема за подобрување на живењето на нашиот град. Прашувам, затоа ли седат во советничките клупи и редовно го прибираат месечниот паушал?
за ништо не сработено. Миташев се осврна и на вчерашната изјава за точки на дневен ред за спортско-рекреативниот центар Брегалница, за кој потенцира дека истите не биле ниту почнати, а веќе биле критизирани пред медиумите. Имено вчера советничката група од СДСМ ја информираше јавноста за точка на дневен ред која ќе следи на советот за одлуката донесена во месец февруари за продажбата на градскиот базен и продажбата на земјиштето по цена од 1080 динари за метар квадратен. Членот кој што децидно кажуваше дека избраниот најповолен купувач има обврска во рок од 1 месец по склучувањето на договорот да ја купи и парцелата по цена од 1080 денари, сега значи на советот ту се поставува предлог одлука за измена на оваа првобитно донесена одлука со која што се вика дека цената не се фиксира, не е одредена на 1080 денари по метар квадратен, туку ќе се определи накнадно. Кога истите тие точки дојдоа на дневен ред, беа објаснети од стручните служби, но господата советници останаа неми пред аргументите. Сепак и наетот не успеа да го надминат и ја напуштија седницата. На седницата се случи токму обратното од тврдењето на Социјалдемократскиот сојуз. Ниту се смени цената, ниту има непочитување на роковите од страна на купувачот. Се вршеше законско усогласување на постоечкиот купопродажен процес, за да може собственикот конечно да почне со градба, бидејќи одамна се му е платено. Требало само да отидат на комисија, да ја видат расправата на седницата и ќе се увереа дека нема конспиративен заговор. Ова е непобитна вистина. Ќе биде објавена во службен гласник на општината за неколку дена и сите вие ќе можете да се уверите во тоа. Здруженијето Сплотени срце и ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби со кампања да се почитуваат децата со пречки во развојот. Истите поведоа и постапка за барање на измени на законот за лица со пречки во развојот. Тие бараат помош од институциите и партиите. Ресурсниот центар на родители на деца со пречки во развојот со кампања за почит на децата. Целта на родителската организација е да ги обедини сите релевантни невладени и владени организации кои работат на подобрување на условите за овие лица и нивните семејства. Ние веруваме дека само со заеднички сили нашиот глас ќе е доволно силен за да допре до повиканите. Ретардиран, малоумен, слеп, сакат, инвалид се зборови кои често ги употребуваме без да размислиме, дека ваквите зборови се навредливи за лицата со посебни потреби и нивните семејства. Не сакајќи ги повредуваме, да се разбере попреченоста, да се срушат предрасудите и конечно да се спојат нашите светови. Им се обраќаме на нашите сограѓани, посебно на политичарите и на младите лица кои се занимаваат со јавна работа, дека се должни да внимаваат на своето изразување при јавни настапи и излагања. Ресурсниот центар поведе и постапка за барање на измени и дополнување на законот за лица со посебни потреби. Во тек е и собирање на потписи за реализација на постапката. Едно од тие бавање е згоремување на посебниот додаток и нега на друго лице, а се однесува на лицата со посебни потреби. Второто бавање е лицата со посебни потреби кои се постари од 26 години да се издвојат од возрастните кои примаат нега на друго лице, туѓа нега. Значи баваме по член 32 да се избриши поимот до 26 години живот со безбедово посебен додаток како паричен надоместок. Едно од бавањата кои што треба да се случат во наредните 3 години се однесува еве на родителите, значи да се додаде во Законот за пензијско и инвалидско осигурување, да се додаде член кој ќе овозможи осигуреникот на дете со посебни потреби да може да оствари право на пензија со навршени 20 години стаж. Значи без оглед на годините на возраст или пак стажот. Од Здруженијето Сплотени срце и ресурсниот центар се надеваат дека институциите и партиите ќе го слушнат нивниот проблем и ќе им излезат во пресред. Од утре започнува зимското сметање на времето. Во 3 часот пополноќ стрелките на часовникот треба да се поместат за 1 час наназад. Промената на времето на летно и зимско сметање во минатото ја наметнале економските придобивки. Со текот на годините направени се истражувања кои покажуваат дека ваквата промена има негативно влијание кај 30% од популацијата. На оваа тема во следниот прилог лекарите и психолозите со препорака.
Стрелките на часовникот од ноќеска во 3 часот на полноќ ќе се вратат за 1 час назад, што значи од утре започнува зимското сметање на времето. За некои тоа е плюс 1 час спиење. Промената на сметањето на времето на летно и зимско, која се случува веќе подолго време во Европа и кај нас постојат и некои согледувања како тоа влие на здравјето на луѓето. Истражувањата покажуваат дека 30% од популацијата чувствува одредени промени. Забележани се поголем број на сообраќајни инциденти, поголем број на друг тип на случувања од психичка природа. Едноставно, луѓето со промената на времето за некој потребен подолг временски период на адаптација и во тој временски на период на адаптација сепак оние кои се на ризични работи, како што се работа на високо, луѓето кои се шофери, кои возат и тешки работа со опасни алатки, треба во тие моменти да влијаат, да внимаваат и тие неколку дена додека се адаптираат, сепак да бидат повнимателни. За полесно прилагодување на зимското сметање на времето, лекарите препорачуваат здрава храна, квалитетен сон и физичка активност. Забележани се поголем број на сообраќајни инциденти, поголем број на друг тип на случувања од психичка природа. Едноставно, луѓето со промената на времето за некој потребен подолг временски период на адаптација и во тој временски на период на адаптација сепак оние кои се на ризични работи, како што се работа на високо, луѓето кои се шофери, кои возат и тешки работа со опасни алатки, треба во тие моменти да влијаат, да внимаваат и тие неколку дена додека се адаптираат, сепак да бидат повнимателни. Сите оние кои се чувствуваат лошо тие денови, се на работа на работи кои ги набројавме, кои се опасни за здравјето, можеби треба да ги одложат тие работи ако не мора да ги применуваат или пак да се повнимателни. Да сите тие примени на здрав живот ги олеснуваат овие тегоби, а другото се оставаме на времето. Психолозите велат дека на луѓето им е потребно еден ден да се прилагодат на новата промена на сметање на времето од 1 час. Истражувањата велат дека прилагодувањето на човекот, односно на неговиот биоритам, е потребно онолку часови колку што часовни зони ќе помине или ќе се променат. Со оглед на тоа, нели со 1 час кога го променуваме времето, потребно ни е 1 ден за адаптирање на човекот на промената на часовната зона, така што нели тоа е во недела ден кога не се работи и може човекот биолошки да си го прилагоди својот биоритам за 1 ден. За прв пат во Македонија, поточно во Штип, денес и утре требаше да се одржи екстремна велосипедска трка наречена Исар Челендж 2016 Урбан Спуст, која предвидено беше да започне од предината Исар од крстот, а да заврши во центарот на градот Штип и да биде во должина од 1 километар, возење по неравна патека и по скали. За жал истата нема да се одржи, а организаторите не ги откриваат причините за тоа. Организација на настанот кој веќе е откажан од технички причини. Технички причини кои наскоро ќе бидат објавени во детали, сега за сега нема да можеме да кажеме кои се тие причини. Настанот е откажан во последен момент, тој ќе остави голема дамка на Штип, на Македонија, бидејќи видовме колку градот и институциите се засегнати за ваков вид на настани. Посебно за странски туристи кои беа најавени во бројка која сигурно ќе надминеше тоа што може Макфест да го придонесе за Штип. Значи делот кој е позади нас, каде што беше планирана патеката, каде што е планиран да биде настанот од балкански карактер, ќе остане неискористен. Тоа е најдоброто место кое го нуди Македонија за ваков вид на настани, за ваков вид на спорт и очигледно успеавме во последен момент да го откажеме и да го уништиме и тоа барем малку кое го имаше Штип да го понуди. Имаше најавено учество од доста засилено учество од надпреварувачи од Бугарија, Србија, Грција, Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Словенија и Хрватска. Па тоа беа некаде некоја бројка од минимум 70 учесници.
Устни забелешки во однос на хигиената на училиштето, како и пофалби во изведувањето на воспитно-образовната работа кај одредени професори, дале просветните инспектори по спроведената интегрална евалуација во Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев. Резултатите ќе бидат готови за 3 недели. Интегралната евалуација во основните и средните училишта се спроведува на секои 3 години. Во Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев последната се реализираше во 2013 година. Минатата недела, како што налага Законот за средно образование, се спроведе интегрална евалуација во ово училиште, каде 4 просветни државни инспектори од соседните општини комплетно ја проверуваа и оценуваа работата на професорите, со учениците, како и другите вработени во училиштето. Се оценуваше и хортикултурното уредување и хигиената во самото училиште. Интегралната евалуација се одвиваше во неколку фази. Подготвителна, каде се најавува интегралната евалуација во училиштето, се запознаваат сите структури во него и се прибираат документите. Фаза на имплементација, кога беа опфатени сите целни групи, ученици, родители, совет на родители, професори и училишен одбор. Училиштето со Ѓошо Викентиев во периодот од 19 до 21 октомври беше спроведена интегрална евалуација, која е стандардна на секоја 3 години. Последната ни беше 2013, значи 2016. Сега повторно бевме домакини на 4 државни просветни инспектори, значи тоа се инспектори од околните градови на Кочани, раководител на тимот Татјана Алексова од Штип, Зоранчо Георгиев од Кочани, Александар Ристов од Свети Николе и Елена Павлова од Виница. Ја завршија својата задача во училиштето, мислам дека се покажавме како добри домакини. Забелешките и тоа оценката како сме поминали ќе дојде малку покасно, најверојатно после 1 месец, иако за време на самата евалуација немаше некои поголеми забелешки, меѓутоа ги очекуваме резултатите официјално да ги добиеме, па ќе постапуваме според зададените забелешки. Иако ги чекаат резултатите од спроведената евалуација, кои треба да бидат готови за околу 3 недели и бројчена оценка, сепак инспекторите устно дале одредени забелешки, како и пофалби за функционирањето на училиштето, додава Сребринов. По излегување на официјалниот извештај и забелешките упатени до училиштето, истото ќе има време од 6 месеци да ги поправи, кога ќе следува контролна фаза, каде ќе се утврдува дали е спроведена дадената задача и дали се отстранети забелешките и недостатоците. Преку интегралната евалуација се подобрува квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните училишта со стандардизирани процедури во областите на квалитетот на учењето и на наставата. Средните училишта од Виница и Крива Паланка ќе соработуваат и разменуваат искуства во областа на театарот. Театарот ќе ги зближува средношколците од Виница и Крива Паланка. Соработката започна од вчера со гостување на средношколската актерска група во Виница. Пред своите врсници, учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров настапија со представата Тартив, работена според истоименото дело на Молиер. Оваа заедничка соработка започна пред 3 години со вашиот колега, вашиот професор, мислам од градот Виница, професорот Славчо Лазаров. Се запознавме на државен надпревар, таму разменивме неколку искуства, почнавме да соработуваме малку преку социјалните мрежи, така што дојдовме со театарската представа Тартив од Молиер, која што ја имавме подготвено за патрон празникот на нашето училиште. Театарската група од ова училиште со представата Ревизор има освоено и меѓународна награда во Бугарија, а резултатите на овие средношколски актери се плод на соработката со доајенот во театарската уметност Милица Стојановска. Морам да бидам искрена дека представата во Прокупле, Република Србија, беше преубаво прифатена. Жири комисијата беше изненадена од нашата представа, бидејќи сепак средно училиште, ние сме професорки, ние сме режисерки, децата се деца, младенци, не се вистински актери, а покажаа професионализам. Сакам да ја откриам тајната на нивниот професионализам
анализа, а тоа е соработката со големата Милица Стојанова, доаѓенот на македонската театарска уметност. Ова меѓуучилишна соработка започна од Виница, а средношколците имаше и што да чујат и што да видат од своите врсници. Така да, веќе се кројат планови за возвраќање на посетата со некој училишен проект. Учениците од Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски меѓу наградените на овогодинишното издание на Макинова 2016. Меѓу наградените со златен медал е и ученикот Филип Рименовски. Ласерскиот обезбедувач на ученикот Филип Руменовски од Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово му го донесе златниот медал од овогодишното учество на саемот на иновации и пронајдоци Макинова 2016, престижен надпревар на кој беровската деветолетка учествуваше со 6 своји надпреварувачи. Имаме злато за ученикот Филип Руменовски од проектот Ласерски алармен систем, кој што може да се вгради во сите објекти и како аларм за заштита од непожелни личности или пак може да се вгради како автоматско исклучување во голем број на машини кои што работат под висок напон, под притисок и така натака. Се надевам дека ќе го представувам ова училиште и општина Берово и во иднината на вакви надпревари. Освен златниот медал на Руменовски, Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски освои уште 2 медали, додека нивниот ментор Сузана Гашчеовска се стекна со епитетот жена иноватор. Учениците освоија златен, сребрен и бронзен медал, но сакам да кажам дека посебно сум горда што од нашето училиште е и наставничката Сузана Гаштеовска, која се здоби со епитетот жена иноватор и освои златен медал и плакета. Ми беше најголемо задоволство кога ме прочита и ме прогласија како жена иноватор за едни украсни предмети од пластика. Потоа добив и златна плакета исто така за овие украсни предмети. Но не само учениците од Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски се здобија со награди. Златен и бронзен медал освоија 3 ученички од Општинското средно училиште Ацо Русковски, а на овогодинешната презентација на проекти во категоријата Младинско творештво за својата роботска рака, со златен медал се закити делчевчанецот Андреј Трајанов, кој е ученик во средното електротехничко средно училиште Михајло Пупин во Скопје. Американскиот национален републикански комитет синоќа оцени дека демократската кандидатка за председател на САД Хилари Клинтон треба да биде исклучена од председателската трка поради вмешаност во корупција. Ваквото барање на комитетот уследи откако Американското федерално истражно биро вчера го информира Конгресот на САД дека разгледува можноста за отпочнување нова истрага против Клинтон, откако во јавноста беа објавени содржините од нови службени електронски писма што таа ги испраќала од низината приватна имейл адреса додека извршуваше должноста американски државен секретар. Овие шокирачки информации го покренуваат прашањето за тоа какви материјали не биле доставени и дали тоа значи дека имало обид за кршење на законот. Несомнено во времето кога работеше во Стейт Департментот на САД, Хилари Клинтон и илјадници пати создала услови за откривање на доверливи информации во обидот да ги покрие своите корупцијски шеми со исплата на пари за извршени услуги, се наведува во реакцијата на Националниот републикански комитет. Турција денеска го слави националниот празник на 29 октомври пред 93 години. Мустафа Кемал Ататурк ја објавува во Анкара основањето на нова извртена кон вредностите на Западот, секуларна република, со основен принцип суверенитетот безусловно му припаѓа на народот. Турција е извор на инспирација за светот, рече турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган во пораката по повод националниот празник, нагласувајќи дека континуитетот на државата Турција со милениуми е наследство на Селџук и Османлиската империја. Овогодинешниот празник на републиката се одбележува во знакот на консолидацијата на општеството против обидот за преврат на 15 јули, во кој загинаа над 240 лица. За организатор на пучот е обвинувана фетулахистката терористичка организација ФЕТО.
Околу 20 лица се полесно повредени синоќа при евакуација на патниците од авион на компанијата American Airlines, што се запали на меѓународниот аеродром О'Хаир во Чикаго. Американската федерална воздухопловна управа соопшти дека инцидентот се случил кога при полетувањето на авионот од Чикаго кон Мајами му пукнала гума, пошто дошло до дефект на еден од моторите кој се запалил. Во време на избувнувањето на пожарот во авионот од типот Boeing 767 се наоѓале 160 патници и 9 членови на екипажот, кои веднаш биле евакуирани. Кошаркарските надпревари од домашните првенства конечно ќе стартуваат на 5 ноември, кога ќе се играат првите кола од втората и третата лига, како и од првата женска. Очекувано се уште одложен стартот на првата лига во машката конкуренција, поради одбивањето на клубовите да го прифатат новиот регистрацијски правилник и цените за странци што ги донесе управниот одбор, а кој според прволигашите треба да се решава на собрание. Канцеларијата на Македонската кошаркарска федерација им излезе во пресрет на барањата на одделни клубови и во договор со Сдруженијата на клубови одлучи сезоната 2016-2017 во втората и третата лига мажи и во првата женска лига да стартува на 5 ноември. Истиот викенд се учества на повеќе од 110 екипи ќе започне првенството во младинските лиги на Македонија. Ова беше се во централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатен остаток од вечерта.